Еве сме во вториот дел од нашата емисија. На 23 ноември се одржа велешка вечер на која беше промовирана книгата 50 години низ објективот на фотографскиот апарат на Боре Левков и изложба на хроничарот Љупчо Данов, скици од стариот Велес, цртежи со туш. Многу повеќе на оваа тема ќе да знаете од нашиот разговор со моите денешни гости. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Кајда. Добро утро. Добро ве најдов. Добро ве најдовме. Така. Господине Боре, јас во најавата ја кажав нашата главна тема и тука ќе ве прашам како помина промоцијата, кои гости беа присутни и нешто повеќе, како се одвиваше промоцијата на вашата книга? Како прво би се заблагодарил на К1 телевизија. Како второ, промоцијата повторно би се заблагодарил на моите присутни гости, на нашите гости со мојот пријател и роднина Љупчо Данов, каде што можеме да кажеме да промоцијата помина во едно исклучително прекрасен амбиент, каде што имавме гости, претежно гостите беа од нашиот роден град Велес, претежно тоа беа гости велешани, каде што можам да истакнам посебно од гостите, ми беа гости мене лично и на Љупчо Данов, гости од мојот матичен народен музик, каде што јас 25 години работев како фотограф, негде кога почнав во 1975 година до 2001 година. Гости имавме гости, беа колегите, моите колеги фотографи од Македонија, каде што посебно би го поздравил колегата фото Трајчо Штип, колегата фото Венцо од Куманово, колегата фото Бако Мите од Радовиш, колегата Цобе од Македонска Каменица и останалите гости, фотографи, камермани од мојот роден град, гости присутни од локалната самоуправа, представници од локалната самоуправа, гости од културниот, уметничкиот, спортскиот живот, представници каде што јас посветив внимание да бидат во мојата книга како дел од тоа што сепак сум посветил преку фотографскиот апарат заслужено да бидат во мојата книга. Така. Господине Данов, вие бевте промотор на книгата на господин Левков. Зашто точно се работи во книгата? Ајде малку подетално да им кажеме на нашите гледачи. Само ќе ви кажам дека оваа книга јас и Боре ја спремавме некаде скоро 2 години. Значи, почнувајќи од оној што викаме почетен разговор како тоа би изгледало прво, како би изгледала книгата, до трагањето, односно до бирањето на фотографии. Кај Боре има многу фотографии, така малку се, да речеме, задржавме да береме што подобри, односно што по веродостојни и функционални фотографии. Во однос на книгата ќе кажам само толку што таа се состои буквално онака, ако речеме, што се вика стручно технички, се состои од 2 дела. Во првиот дел е повеќе автобиографски, оној портрет на нашиот славеник, а во вториот дел повеќе внимание посветивме на фотографиите, односно ги наредевме по некој редослед. Значи, мајстор Боре, да кажам дека во своите 50 години има направено многу вредни фотографии за Велес пред се. Така да гледавме од она што се вика од целиот негов опус да направиме еден пресек, да ги покрај настаните што ги нотирал Боре, тука се и многу ликови, многу луѓе, многу фотографии, портрети и така натаму. Така што тој направи еден избор, го монтиравме сето тоа и ете испадна една, јас мислам, прекрасна книга. Многу е ретко си во рамките на Македонија и пошироко, еден фотограф да направи таква монографија, да речеме, и да се представи себе си својата работа за тие 50 години. Тоа е еден многу редок јубилеј, многу значаен јубилеј, не само за Велес и малку пошироко во Македонија. Така. Господин Левков, она што во овие 50 години успеавте што е она што
во овие 50 години успеавте да евидентирате преку вашиот фотоапарат? Ајде малку и за тоа да им кажеме на гледачите. Па видите, јас започнав во далечната 1965 година, дојдов да го изучувам фотографскиот занет во тогашното студио на мојот мајстор фототехника Душко, каде што се навоѓаше тоа во старата чаршија, мислам во центарот на нашиот град Велес, каде што и тогај датираше она стара чаршија, каде што јас имам лична фотографија, каде што сум почнал тоа фотографско студио. Тоа е денешниот комплекс на Чешел, така да ко секој занет, фотографскиот занет, го започнав во дуќан, со дуќанската работа. Така да дуќанската работа почнав со дуќан, работење во фотографските лабораторија, заминување на терен, фотографирање на свадби. Покасно, неде во после неколку години, теренот почна исклучиво точно тоа да се занимавам со самите почетоци, архитектурата на мојот роден град Велес, каде што тоа посебно му давам значение. Недека во 1975 година заминувам од мојот мајстор и одам на служба фотограф во Народниот музеј, каде што таму со седиште имав примат да ги фотографирам сите најголеми настани во градот. Би кажал поголеми настани од самите почетоци. Почнав со фотографија на тогашните председатели на градот Велес, денешните градоначалници, каде што и до ден денеска можем да се пофалам недека од самите почетоци, од тогашниот председател Димче Козар Изврцинов, па до денешниот градоначалник Славчо Очедиев, така да имам комплетна соработка со сите градоначалници и комплетно со сета локална самоуправа или така кажано со општината на мојот роден град Велес. Во тие моменти, во тие години имам фотографирано, што можам посебно да кажам како посебно одбележи, ги имам сите тогашни државници што дошле во нашиот роден Велес, сите позначајни, сите свечени седници, комплетно архитектурата на градот, старата чаршија, старите улици, кепенци, старата наша калдарма, нашите старата архитектура на нашите куќи, така да тоа е она посебно значение каде што можам да кажам и да бидам комплетно задоволен. Бев фотограф на тогашниот Вардарски глас, каде што испаѓаше во 13.600 примероци, каде што тие фотографии преку тогашната изградба на нашиот град, тогашните фабрики, така да низ призма на објективот имам позначени и најзначени моменти. Тука ќе ги спомнам како најзначени Рециновите средби, каде што скоро 50 години, па и 50 години ги фотографирав низ призма на фотографскиот апарат. Така. Господине Данов, и вие одбележавте, како што кажав и претходно во најавата, јубилејот 25 години цртање, каде што на изложбата преку цртежите можеше да се види целата стара градска архитектура на нашиот град Велес. Ајде малку подетално да ни кажете за што точно се работи и како според вас помина изложбата? Па вака, значи, ако мајстор Боре славеше една златен јубилеј, јас некаде ми се падна сребрениот јубилеј, односно 25 години. Зошто се поклопува тоа така, ќе ви кажам некако сосема случајно дојде, меѓутоа на вистина 25 години оваа година, значи наполнувам како што започнав да цртам таа староградска архитектура и тоа сосема случајно да речем. Мојот талент го открих еден мој комшија, покоен, Трај Чартинов. Бев дојден во ситуација да работам во еден проект со фотографии и цртежи, не можев да најдам
тогаш моментално се работници, така да морав да седнам јас самиот тоа да го направам. И испадна дека е тоа добро и од тогаш еве некако самото по себе си иде, значи оние сите фотографии, јас сум колекционер на фотографии на стариот Велес и тука со мејстор Боре некако се наоѓаме. И хроничар, пишувам доста за Велес, за неговата историја, за приказните, за легендите, анекдотите за луѓето. И покрај сето тоа ми остава една многу, да речем, драга, меѓутоа и една тажна задача да ги цртам, да ги сликам сите оние подзаборавени, би рекол, подзаборавени наши архитектонски знаменитости, односно старите куќи на Велес, старите објекти, панорами. Сите тие, би рекол, скоро 75% веќе се изгубени. И она што го работам сега е некој, да кажам така, природен револт и една моја заложба, сите тие објекти што сме ги имале некој пат да ги префрлам, односно да ги преточам во цртежи. Иначе што се однесува до изложбата, право да ви кажам, јас бев малку затечен, не очекував толку многу луѓе, како што ми кажа, отприлика присуствувале на таа наша заедничка прослава преку 400 луѓе. Тоа е една импозантна бројка. Значи, многу пријатели, многу познати дојдоа тука, она што се вели да не само да ни направат, што велиме ние велешни лице да ни направат, туку на вистина чест да ни направат. Сите тие дојдоа се поздравија со нас, кажа по неколку збора, не охрабрија, не, така да кажам, не поддржа во таа работа што ја работиме. И на вистина јас се осеќав многу добро, онака би се рекло дури и разиграно. Не беше тешко да се направи, инаку после 2 години онаа што се вели работа, точно во месец ноември, кога го славим и ослободувањето на Велес, 72 години оваа година, значи така ни се совпадна тој јубилеј да биде точно во тој месец на ослободување на нашиот град. Значи тоа е една посебна работа што ја пазевме, што внимававме со Боре. Значи тие јубилеи сите да ги ставиме точно во овој месец. И добро испадна. Мислам дека барем она што го кажуваат сега од после луѓето, дека сите се некако дури изненадени и задоволни од она што го видоа, што го слушнаа таму. Не само од излагањето, туку и од изложбата, од книгата. Сето тоа помина во еден, како да кажам, замислен редослед, односно на вистина и мејстор Боре и јас се представивме предвелешени во едно убаво светло. Така. Тука би било добро да кажеме дали преку овие фотографии може да се види развојот на Велес? Не. Може. Ево вака ќе ви кажам, пред некоја година работевме заедно исто со мејстор Боре, една изложба 50 години од почетокот на Рациновите средби. Значи таа беше една многу голема работа и јас бев изненаден што скоро сите фотографии на добитниците и фотографии од, ако одиме да речеме по години како тоа се одвивало, значи од самите почетоци на Рациновите средби, па се до последната 50-та, тогаш беше јубилејна, значи година, скоро сите фотографии што ги имавме, што ги наоѓавме тука во Велес, беа од мејстор Боре Левков. Значи неговата работа за тие 50 години на вистина докажуваше дека тој неисцрпно со еден ентузијазам го работел. Тоа има многу фотографии, ние имавме една, да речем, многу голема привилегија да бираме тие фотографии, да ги бираме за тие 50 години. Многу материјал се насобра, така што мислам дека направивме една многу добра, значи, изложба, го презентиравме токму онаа што велиме градот за Рацин, односно сите оние манифестации пропратни, сите ликови, сите писатели, сите добитници во текот на 50 години
И сето тоа не беше замисливо ако не беа фотографиите точно на Боре Левков. Друга една работа што мене исто така ме фасцинира кај мајстор Боре, тоа е доста разговорлив човек, односно памти многу работи, многу настани и многу често пати се наоѓаме во еден разговор кога тој почнува да ми објаснува за некои личности, за некои настани кои ги поминал, кои ги доживел, така што на вистина имаме една извонредна соработка, не само на планот на старите фотографии на Велес, туку и општо она што го викаме чаршискиот дух на Велес, односно чаршијата, она што се случувало во чаршијата, тоа е многу интересно. Боре го има поминато во живо. Тоа мене ми е интересно сега да слушам за некои личности кои можеби сум ги знал, сум ги заборил или едноставно не сум им едноставно обрнал внимание. Меѓутоа тоа е тоа. Мораме да имаме некои од постарите до нас, па за ние да добиеме некоја слика на вистина што се случувало и како минал животот во Велес, да речеме за едно 50 години на нас. Така, споменавте околу соработката ваша. Што е она што всушност ве поврзува вас двајца? Ајде малку и за тоа да кажем. Вака, прво, значи самата изложба која ја почнав, односно самиот настав, кажав и на самата она покана беше направено дека нас не поврзува една фотографија на Велес и сите нишки се преку таа фотографија. Што значи тоа? Прво, јас и Боре сме родени во исто, да мало, да речем, Велешко, тоа е солено чешмиче. Во тоа мало, јас би рекол, има секој живеле многу интересни луѓе, прави велешани, домаќини, јеснав. И многу, еднаш дори седнавме така, направивме еден, буквално речем, скица, распоред на сите негови жители од, да речем, пред Втората светска војна, па до некаде 80-тите години. Исто мајстор Боре тука многу помогна со неговите сеќавања за тие личности што се таму и навистина можам да кажам дека е едно прекрасно чувство кога многу голем дел од тие луѓе сте ги познавале, ги познават и така натаму. Значи ние соработуваме не само како соработници на некои проекти, ние сме и роднини, од иста фамилија сме. На почетокот за тоа. Да, тој живееше порано на Мирче-Јацев 28, јас сум роден на Мирче-Јацев 32, значи преку неколку куќи тука, така што секогаш јас сум го познал уште како што се вели како мало дете кога сум знаел за себе, јас сум го знаел Боре како фотограф. Првите фотографии јас на некој начин ги добив од Боре, значи првите стари фотографии на Велес во музејот тој што ги собирале, што ги обработувале, значи тие беа ние појдовните точки, да не речем, ме зарази со тие фотографии на некој начин мајстор Боре и така да до ден денес собираме, гледаме, дискутираме, пронаоѓаме некои моменти, некои луѓе, некои така да речем интересни работи за Велес и да ви кажам дека ние многу од голема помош што се однесува барем за таа историја и за таа да речем фотографија на Велес. Така. Господине Боре, ќе продолжиме со разговорот со вас по 50 години работа. Не кажавме од каде впрочем ви произлезе љубовта кон фотографијата. Па видете, јас ќе го спомнам тоа она што исто мојот роднина Љупче Данов го спомна и го представи мојот лик уште од најраните детски години па до ден денешен. Јас, како што спомна Љупче, од моето солено чешмиче, родното солено чешмиче, заминувам недека во далечната 1962 година во спротива во старата чаршија. Таа стара чаршија заминувам со една моја комшика, благородна Дерменџиева, тогашна наставничка, учителка, каде што имаше и своја сестра
Пандора, Панка, Дерменџиве, каде што постарите генерации доста добро ги знаат за тоа што им предавале. И они го држеа во спротива Безистенот, познатиот покриена чаршија Безистенот, каде што има дуќани од нивниот роден татко. Јас таа далечна 1962 година заминувам со неа, собирајќи киријата од нивните дуќани, од нивниот татко, така да спонтано во самата чаршија од 1962 година јас останувам на самиот распуст во таа чаршија. Тоа беше поттикот да јас самата чаршија мене ме изфрлуе. Така да недека во 1965 година еден мој исто близок комшија иде ке мајка ми на поседенка на кафе. Јас спонтано тоа попладне во 1965 година он на поседенка идел кај мојот мајстор во фотографското студио. Спонтано заминувам тоа попладне со него и тоа беше пресекот каде што јас станувам фотограф. Значи мене самата чаршија ме изфрлуе. Самата чаршија си го прави своето да јас спонтано заминувам во фотографското студио во фототехника Душко во 1965 година. Иначе јас бев запишен гимназијалец каде што самата чаршија пресуди да јас станам фотограф. Тоа се тие моменти каде што љубовта одма се створи преку фотографскиот апарат и јас од најраните мои ученички години почнав да, како што кажав, она што го работе во фотографскиот дуќан, почнав да комплетно да испаѓам на тие најголеми настани, најголеми настани со терени каде што ми ја направи својата кариера преку фотографскиот апарат. Така. Споменавте повеќе настани што ги имате евидентиран. Ајде малку еве да издвоиме кој е оној посебен кој што ви оставил најголем впечаток во сите овие многу години, многу настани. Па видите, јас кажав, има многу настани, да. Спомна Љупче, тоа се плејада од фотографии каде што во Народниот музеј уште кога дојдов на работа како фотограф, низ мои раци поминаа сите стари фотографии од самата архитектура на градот Велес, сите фотографии преку старите спортови што се одвивале во претходното време во нашиот роден град, фотографии од областа на самата изградба на Велес, каде што јас ги створив тие фотографии, зборам за во Народниот музеј, плејада, фотографии каде што сите постановки до ден денеска што се во Народниот музеј се поминати преку фотографиите што се во самите постановки, во самите спомен куќи, во музеот на Кочо Рацин, во музеот на Васил Лавинов. Така да тоа се тие работи. Можам да се пофалам, сакам да кажам, доста време, 25 години бев присутен во локалитетот Стоби, каде што преку археологијата имам доста постигнато фотографии за самата археологија. Имам фотографии од историјата на уметност, каде што сум ги фотографирал и сум ги пренесувал во самата лична документација. Така да има плејада фотографии каде во денешната архива на музеот историчарите до ден денеска се обработуваат тие фотографии и заминуваат низ локалната самоуправа, низ нашиот град. Паралелно можам да кажам тоа што кажавте, ќе издвоам. Паралелно недека во 1977 година го формира моето приватно студио Фото Весна, каде што до денеска 40 години работам, постои во градот, така да сакам да напомнам недека од после 1975 и 80 години јас заминувам на сите тие саеми низ Европа. Можам да издвоам најзначајниот саем на Коника, што е тој светски саем за фотографија, каде што во Келн се одевме представници ние фотографите од Македонија и од целиот свет.
И сега би одговорил на прашањето, би издвоил тоа, она што Она Да, најзначајно. најзначајното. Значи, најзначајни работи ми се фотографирање 50 години на рациновите средби, како фотограф од 1977 година Вардарски глас, каде што напомнав, излегуваше тога и во 13.600 примеруци, еднаш месечно, каде соработката со тогашната редакција, јас бев задолжен да ги правам сите фотографии за тој весник. Тоа ми се тие така позначени, архитектурата на самиот град на Велес, старата архитектура каде што остави трага на тие фотографии, каде до ден денеска напомна и мојот роднина Љупче, каде што тие се фотографии каде што испаднале од Народниот музеј и моментално се навоѓаат низ областа на нашиот град и пошироко. Така. Господине Данов, вие пред малку споменавте дека пишувате за историјата на градот Велес. Бидејќи знаеме дека сте истражувач, ве најавив како хроничар, какви се значајни фотографии има поминато низ вашите раце? Видите вака, прво да направам една малку, да речем, една анализа, да видиме кои се фотографии од Велес во минатото биле познати, присутни тука во Велес. Значи, Велес од секогаш, уште од многу одамна, имал добри мајстори фотографи. Ќе го споменам прво Аджи Косте, или Костадин Крстев, неговото вистинско име, на манастирската црква во манастирот Свети Димитрија постои една плоча на јужниот зид на која пишува дека сите оние фреско животописот го направил Аджи Косте, зуграф и фотограф. Значи, таму е првата тоа е плоча која потекнува од 1855 година и за прв пат е означен фотографски занает како занает, односно како занимање. Иначе, според нашиот покоен сограѓанин Никифор Смилевски, според неговите истражувања, Аджи Косте купил камера од Париз само 16 години, како што испаднала во светски рамки. Значи, она што се вика, меѓу првите фотографи бил во Македонија. За него нема, значи од него нема позната фотографија, односно зачувана фотографија. Меѓутоа, само според приказните се знае дека тој со фотографија, преку фотографијата, значи гледајќи фотографија, цртал икони, односно една од иконите што се наоѓа моментално во иконостасот на црквата Свети Пантелеймон. Таа е икона на светите браќа Кирил и Методи, дека таа икона ја цртал гледајќи од ликовите од фотографија. Значи, тоа е доста значајно. И значајно е податокот дека многу пред пример браќата Манаки во Велес имало фотограф, занимање фотограф. Понатаму ако одиме редоследно, значи би го спомнал Ѓорѓе Зографски. Тој е еден исто така зограф и фотограф, и сликар, портретиста, кој оставил неколку, барем во Велес, неколку добри, да речеме, портрети и на мојот, односно на нашиот заеднички предок, нашиот прадедо Дедо Манче, портретот кој моментално постои, односно кој се наоѓа во работилницата, односно во тој коинџиски дуќе на нашиот браточе Стефанчо во подсаато тука. Значи, тој портрет е настикан точно од Ѓорѓе Зографски. Понатаму би кажал дека исто еден многу битен податок. Во 1894 година еден друг велешанец, познатиот Дамаскин Манушев, од фамилијата Манушеви, го формирал, односно го направил првото фотографско студио во Велес. Значи, кога велам фотографско студио, до тогаш обично фотографите оделе по пазари, по панаѓори, сликале надвор, значи со тие стари фотографии, троносци. Дамаскин Манушев го направил првото студио со посебна лабораторија, со место каде што, да речем, ги фотографирал сите тие личности, луѓе
што доаѓа лекане со позадини, позади имал предмети исто така, ентериер би рекол. И има доста добри, многу успешни зачувани фотографии од него. А после тоа по него, значи, следува неговиот син. Ја превзел неговата, да речем, онаа што си вика занаед, љубовта. Тоа е исто така познатиот Љубе Манушев. Потоа продолжува со неговата ќерка. Напоредно со тоа, скоро истовремено со Љубе Манушев, се појавува и мајсторот на Боре, фототехника Душко, Чишко Душко Илиев, и тој доста долго време бил присутен во чаршијата, направил многу добри ретки фотографии, така натаму, значи во тие сите времиња. Понатаму ќе споменам и еден друг фотограф што за него малку се знае, меѓутоа истражував пред некое време, па најдов на него, Димче Гочев Бискин и неговата ќерка Светлана, таа е првата, би рекол, жена фотограф во Велес. Значи Бискин работел некаде до 1917 година, а потоа неговата ќерка Светлана започнала, односно прва продолжила неговата работа, неговиот занает, се до 1921 година, кога се спрема податоците се омажила и престанала да работи. Понатаму, меѓу другите тука, да речем, фотографи, морам да го споменам, и еден исто така фамилиарна, една плејада на луѓе кои го задолжиле Велес со фотографијата, тоа се фамилијата Боци. Значи, спрема кажувањата, дедото Ѓошо, па потоа таткото Тошо, мајка му Нада и на крај сега, како, да речем, последен фотограф од таа фамилија е Чичко Томе Боцев. И тој има доста работи, доста фотографии кои ги направил во Велес, доста личности, настани, фотографирал и има доста голем удел во она што се вели за оставштината за Велес. И последен, еве ќе го нагласам повторно, Боре Левков, тој е последниот од онаа плејада фотографи. Зошто велам последниот? Да ви објаснам дека јас како што знам од мал, значи она што го знам, мајстор Боре почнал од оние стари фотографски апарати, стационарни со МЕФ, значи во студио, работел прво со стаклени плочи, со таа технологија. Тука е исто технологијата на ретуширање на фотографијата, една посебно уметничка дарба и тоа е. Понатаму во тоа време се јавили боењето на црно-белите фотографии, па првите црно-бели фотографии кои рачно се работеле, значи исклучиво на рака се обработувала таа техника. Потоа дошле полуавтоматските машини за колор фотографија, значи тоа е некаде 70-тите години, полуавтоматските машини и на крај сега, значи последната фаза е дигиталната фотографија, односно употребата на дигиталните машини. Една карактеристика на мајстор Боре е тоа што тој постојано, значи од своите почетоци па се до сега напоредно со работата и учел. Значи таа технологија многу брзо напредувала и мајстор Боре морал да прати, односно бил на некој начин обврзан да ги прати сите трендови, сите овие што ги кажа Боре, настани околу манифестации, разни фотокина, презентации, представи, изложби и така натаму, каде што видов на тие фотографии кај него, значи редовно присуствувал тој и уште неколкумина македонци, значи заедно, од, да речеме, Германија, Лајпциг, Минхен, Келн, па се до Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, па и низ цела Југославија, да речеме Загреб, Белград и така натаму, значи сите центри тој ги има посетено, сите технологии ги има на некој начин видено, поминато, научено и тоа е она што го прави него голем. Значи, сите оние технологии од почетокот на фотографијата, па се до последните овие, да речем, компјутерски технологии, Боре Левков ги има на некој начин поминато. И за тоа нека не се лутат помладиве, меѓутоа јас мислам дека е
тој последниот, оној што се вели голем фотограф, бидејќи на вистина сите овие работи да ги помниш за 50 години, бога ми не е мала работа. Така, господин Јорданов, кажавте многу настани кои што ги имате евидентирано. Што всушност ве поттикна за вакво истражување? Видите, јас започнав и се уште сум страстен колекционер на стари фотографии. Така. Ја рекол дека му благодарам и на мајстор Боре што некако ме зарази со тоа. Пред некое време правев една, да речем така, анализа колку фотографии имам. Имам нешто и оригинали, доста оригинали, и тоа имам и доста дигитални фотографии во дигитална форма. Во последно време, значи, на некој начин многу фотографии добивам од Германија, од нивниот архив, од сајтовите, поготово фотографиите што се вртат околу Првата светска војна, што германските војници и нивните австро-унгарски колеги, фотографии, значи професионалци, меѓутоа и самите војници правеле доста фотографии. Сега, после 100 години, како поминува таа Прва светска војна, се отвараат тие архиви и многу ретки, вредни фотографии на Велес се појавуваат. Значи ги имаме, прошлата година бев, пак ќе кажам, во Скопје, на еден меѓународен настан. Тоа беше 100 години од, значи, таа, да речем, 1915 година, од почеток на Прва светска војна, и таму најдов на многу интересни луѓе. Еден унгарец професор, Ласло Нејдеши, ќе го кажам, тој ми отстапи некои фотографии на Велес, многу ретки. Значи, околу 44 фотографии за прв пат ги видов, не сум јасни целата јавност. И тоа е многу интересно што покрај тие фотографии се вртат и доста приказни, односно тој фотограф што бил, односно воен репортер, Јури Деже, тој водел и дневник. Па тоа за прв пат, значи, дојдовме до едно сознание, го немавме тоа ни во нашите архиви, ни во белешките, ни во македонските. Пример на кој начин, како е завземен Велес во Првата светска војна од силите на Антантата, Бугарија и Австрија, Австро-Унгарија, чи на кој начин се воделе тие битки, што се случило, кои биле, да речем, правците, нападите и така натаму. Значи, тоа е една многу јака, многу, би рекол, изворена добра фотографија, тој колаж на фотографии што ми беа презентирани, даваат една многу, да кажам, поинаква слика на настаните во Велес. Значи, добро рекле, секоја фотографија 1000 зборови, така што ако ги преточиме тие фотографии во зборови и во кажување од дневникот, тогаш можеме, значи, да направиме еден вистина серијал, еден роман за тоа што се случувало во Велес во тие години на Првата светска војна. Значи, тоа е тоа што ме поврзува со тие фотографии. Тука тргнувам. Обично, кога ќе не идете на некоја фотографија, веднага се зафаќате со она што представува фотографијата, од кое време е, кој е на фотографијата, дали се работи за некое место, за некој човек, па понатаму испаѓаат прекрасни, она што се вели приказни, вистините приказни, луѓето зборуваат по некој пат, она што се вели потиснатите нивни сеќавања, потиснатите приказни ги откриваат, ги кажуваат. Тоа се деси и со приказната за Питата Пастрамајлија и за Велешката гемија. Па понатаму во Турција наидов на една плејада 7 национални херои на Република Турција кои се родени во Велес, пример. Нивните биографии се за Турција познати, меѓутоа за нас ние како велешани, како македонци не ги знаеме тие, не ни се познати, односно немаме увид. Нашата, да речем, историографија и така натаму не ги познава. А не ги познава од друг аспект, не за тоа што ние сме ги заборавиле, туку едноставно што во нашата архива, во нашите архиви не постојат, значи, податоци за тие луѓе, односно и да имало некој пат со
сите тие силни војски кои поминувале, со сите завојувачи окупатори што сме ги имале, од, да речеме, 912, 915, 16, 17 година, значи, кој како доаѓал, ги бришал трагите на предходникот пред него. Значи, сите тие архиви се палени, губени, фрлани и така натаму. Така што, барем овде ние во Велес и во Македонија имаме многу малку од тоа време. Значи, од пред 1930 година немаме баш многу веродостојни и многу количински податоци, однака, да можеме да манипулираме, да правиме, па така да мораме да се ослониме на турските, на српски, на бугарски, на австро-унгарски дури, она што се вели архиви. Меѓутоа, ако човек сака да работи, ако има љубов, има уште доста работи што не се познати, уште што треба да се истражат, што треба да се презентираат. Наскоро очекувам да излезе од печатот на првата моја книга. Так. Од тој еден проект што го терам, кој го нареков мозаикот наречен Велес. Ние двајцата сме, значи, две камчиња во тој мозаик. Значи, ние сме само два сегмента во тој мозаик, во таа историја на Велес. И би било убаво, доколку се појават и други истражувачи, луѓе кои би се зафанале. Значи, не е можно се да проследите, се да видите, меѓутоа она што можам да го најдам и да го представам на јавноста, јас ќе го направам. Мислам, тоа е веќе, што се вели, која ќе ти влезе во крвта таа работа, не престануваш со работи. До ден денеска ви луѓе им благодарам на доста Велешене, значи што со своите приказни фотографии ме наоѓаат, ми се јавуваат, ми даваат да видам, да пресликам, да умножам и така натаму. Значи, многу работи се уште во Велес, да кажам, скриени, уште се под, така, во домашните некои кутии, архиви, во подруми на тавани. Има доста фотографии, има доста работи за истражување, приказните и така натаму. Тоа се некои, да речем, фасцинантни работи што, не сме имале можност да ги чуеме, да ги видиме, а секако за Велес, за нашата, велиме, историјата, за нашата локална историја е многу значајна. Така. Јас се надевам дека и понатаму ќе продолжите со вашето истражување околу велешката култура и историја. И за последно, јас ќе упатам едно прашање до господин Бора да ни кажа малку за вашата долгогодишна работа во 2004 година. Општина Велес ви додели признание за 9-та ноемвриска награда за најдобар фотограф во градот Велес. Што оваа награда значеше за вас и се уште значи секако? Па видете, наградата е едно големо признание, каде што за мене е најголемо признание и тоа беше поттик да после 12 години поминати да создадам оваа книга, поготоа да ја создаваме со Љупче Данов. Значи, од самото доделување на 9-та ноемвриската награда, каде што е едно големо признание, јас морав да ја направам оваа книга, каде што лично сум задоволен и оваа книга сега сакам да ја доставам претежно во Народниот музеј, во библиотеката, во Историскиот архив, во локалната самоуправа, каде што сакам да остави долга трага за моите млади генерации. Така. Тоа беше дел каде што самата награда, каде што наградата е добиена, како што спомнав, за 50 години за фотографирање на Рациновите средби, дел, како што кажав, кој фотограф во тој тогашен Вардарски глас, каде што го одбележав спортот, настаните на спортот, каде што низ нашиот град, тоа исто сакам да го напомнам, каде што одбележав дел од културниот, музичкиот живот, каде што бев присутен
преку призмата на фотографскиот апарат. Ете, тоа е најголемата награда. Така. Јас мене ми останува да ви се заблагодарам што издвоивте време, еве да ги запознаеме нашите гледачи кон сето ова што го зборувавме во текот на нашиот разговор. Се надевам дека ќе бидете повторна дел од нашата утринска емисија за некоја друга тема. Благодариме. Благодариме. Така.